Следнава приказна апсолутно ќе биде нешто кој што ќе не допре емотивно сите, за сите оние кои што пак не гледате на Телма телевизија во моментот, можеби го пуштате нашиот канал и фреквенција. Мислам дека ќе се сложиме и Цеце и јас и целиот тим дека секоја приказна некако длабоко ни се мрежува и нас некако во срце и се потсетуваме некои одредени мигови, така ќе биде и оваа денешна. Кога станува збор за децата, мислам дека нели нема простор за рамнодушност, па така што на 2 јули ќе започнеме дека фантастичниот Антонио Пандовски ќе трча околу 600 километри. Сега ќе гледате малку неколку илустрации, фотографии, веднаш може да донирате на овие телефонски броеви, а јас ќе споменам дека токму ќе започне и големата хуманитарна акција за нашите мали херои во организација на фондацијата ИЦ Бегов, акција која што има една благородна цел. Да се подобрат условите на клиниката за детски болести Скопје преку набавка на неопходна медицинска опрема и санација на објектот. Инаку нова приказна, тој е нашиот херој Антонио Пандовски, еден млад човек со огромно срце кој што ќе трне маратонски баш во овој предизвик од 2 до 19 јули, околу 600 километри за децата кои што секој ден водат и тешки битки. Тој не трча за рекорд, баш ке трча за надеж и ние сме тука денес преку фреквенција на Телма телевизија, ни го Антонио преку фотографии, сега и во живо. Всушност да ја раскажеме приказната, да споделиме, да ве повикаме и да бидеме дел од оваа на некој начин и хумана приказна, така што останете, следиме 20 минути не само со Антонио Пандовски, туку и со Елена Бегова, која што е директорка на фондација ИЦ Бегов, заеднички кога ќе се препознаат души, како билат, ќе се случи ова како приказна, која што ова лето некако ќе биде вистинско одбележје, па барам и за нашата сезона дефинитивно на утринска на Телма. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро, добро недел. Антонио, верувам дека овој период е доста интензивен за тебе, што од подготовки, што не знам како се одвиваат тренинзите во овие високи температури, тоа ќе ни го подраскажеш, но прво да им појасниме на гледачите како се случи спојката со Елена, со фондацијата, бидејќи тие во моментов се целосно оние кои што тимски стојат зад тебе и логистички и финансиски, заради тоа што овој голем подвиг ќе трчаш од Скопје до Манастирот Острог, околу 600 километри напомена и Марко, воопшто не е мала бројка, а ние тука со некои пресметки рачунавме дека тоа е еден маратон дневно, така некако ќе му дојде. Така да. Како се случи целата оваа иницијатива? Што тебе те потикна да размислиш и да го направиш сето ова, веќе да го реализираш? Па вака. Преголемата желба на мојата мајка да го посети Манастирот Острог, ради таа голема вибрација, голема моќ што има тој манастир. Бевме договорени за неполни 6 месеци да земам одмор од работа и заеднички додите. И заеднички додиме преку агенциите што ги вршат овие со автобуси. Но се деси една катастрофална вест која добивме сите и моравме да се бориме, тоа беше болеста од канцер на бели дробови. Сега ни ангел горе, но по некое време нешто како гласот во душата ми проговори, мораш нешто да направиш, мораш да појдеш до Острог. Фактички како да ме повикува. Јас кажав, нема да одам на начин на кој што бевме договорени, ќе одам на начин на кој што ја знам, за кој сум спремен, а тоа е да со трчање, нешто и пешачење, фала Богу, да стигнам до Манастирот Острог во нејзина чест, во чест на и мојот татко, кој го носи името Васил, Василија Острашки некако ми е поврзано, а војно да направам нешто хумано, бидејќи таков сум во душа, ако не можам материјално, можам да направам на ваков начин. Што би рекла Елена, не само срцето, туку очите се смеат и очи блескаат. Имено по можеби за жал за губата на твојата мајка. Добре. Верувам дека ова ќе биде најголемото богатство и подарок што може да го направиш и за неа во сеќавања и да го направиш бидејќи еве зад камери сподели дека се соочил и ти самиот со непријатна гледка. Знаеме дека за жал наши сограѓани и онколошки пациенти се соочуваат со голготата токму на оваа клиника и на овој дел во нашата клиника. Веројатно и тоа потикнува дополнително за да можеш да помогнеш заедно со Елена и со фондацијата за дечињата, за детската клиника, затоа што си се соочил и со непријатни гледки на
едно девојче и некои други онколошки пациенти кои што се катадневно во оваа клиника. Јас сум слаб на дечина. Значи, нивнијата насмевка, вака, кој ќе ти се насмее нешто, ти ја грее цела душа, едноставно. И воено, кој ќе сватиш дека нема надеж во наша медицина, родителите ги гледаш растрчани, вришта, плача. Тој секојдневна психолошки емотивна борба. Да, и барем реков да го направам овој подвиг, да покушаме заедно со Фондација Ицебегов колку што е можно да обезбедиме медицинска апаратура, да му обезбедиме подобро утре. Затоа и ја мапираш универзитетската Точно клиника така, да. на детски болести. Така. Тие се наши херои мали, значи ги создаваме нив за и на живота ни биде убав. И да добиеш ти вест дека детето ти се бори со нешто, му смета, а не може медицина да ти помогне, тоа е болно многу. Да, ова нека биде апел до сите оние кои што не гледаат, кои што не мора да имаат компанија за да нели понудат некаква финансиска помош, но и до општествено одговорните компании кои што сакаат да излезат во пресред да го поддржат овој подвиг на Антонио и на Фондацијата Ицебегов, затоа што навистина можеме само позитивни работи да направиме за нашите најмлади. Елена, се познававте од претходно или за жал можеби животните истории во животот ве споја? Со Антонио се познававме од планинарење. Вистина? Да. Да. На неколку пати си имаме сретнато на некои планинарски тури, оттамо се знаевме, али некој по-близок контакт немавме. Кога ни се обрати со неговата идеја и со желба за поддршка и за помош, и кога ја слушнавме неговата искрена приказна и тоа што кажав дека сеајот во очите, ние како фондација одлучивме да застанеме позади неговиот подвиг. Одлично. Да го Како поддржаме. одат за сега подготовките, со оглед на тоа што кога стартува на почетокот? На 2 2 јули. Пред да ни кажеш, Елена, за тоа, Антонио, ќе трчаш во еден од најтоплите периоди. Представува тоа дополнителен проблем за маратонец, заради тоа што... Помисливме утринава сериозно и календарски многу топол период. Топол период, но спремен сум за предизвик, намерно одбрав предизвик, сакам да се изборам до крај. Се трча на секакви услови, зависи колку си спремен, колку го навикнуваш телото, како внесуваш до редовно исхрана, паметно. Секој потек треба да ти биде мудар. Испланиран. Да. На пеколните временски услови, кога ќе дојдеш до таа фаза црвена, треба да колку повеќе користиш сенки, да навлажниш мајца, качке, да му даваш на телото ладна работа. Не си за рекорд сега да трчаш, туку напротив, тоа спокојно ќе го направиш. Фала Богу, имаш и паузи по пат, да рехабилитираш нозе, хидратација, храна да внесиш, витамини и продолжуваш. Значи тоа отприлика би требало околу 6 до 7 часа дневно тоа. Првата ден ми е во 8, таа малце кризна, она почетна фаза жешка, другите денови ми се планирам околу 4:30 на Сабаља тргнам, докато 12 стасам, така да тука е баланс. Добро спланирано. Да, колегата Боби зад камери баш утринава кога го најавивме и рековме 600 километри. И тој вели може да е помалку повеќе, меѓутоа веројатно патеката која што ти ја трчаш си има посебна рута. Тоа се тргнува значи од Скопје на 2 јули во ранутрински часови. Може ли да ми опишеш како ти е планот? Да. Секој ден ќе бидеш во различен град, по колку километри на денот ти се планирани? Да, тоа иде во различен град. На сите му е чудно кој ќе прашат и не преку Косово, и не преку Албанија. Едноставно не сакам преку тој предел, сакав да заобиколам Србија и Црна Гора. Преку првата ден ми е Куманово, тука одмарам, наредна ден тргам за Прешево. Исто тука одмарам, од Прешево ми е Врајне, Владичин хан, Предајне, Лесковац, Ниш, Прокуплje, Брус, Блаце, Нови Пазар, Рашка, измеѓу тука е Рибарице, Рожа, Беране, Колашин, Подгорица и Острог. 3 седмици горе-доле се трча. Па Од 19 дена, од прилика. 17 дена од прилика, 17-18 дена толку е. Ова ти е прв ваков подвиг со 600 километри, мислам, Прв би подвиг. требало веројатно да направиш чекор назад да си велиш чекај колку како ќе го издржам. Меѓутоа претпоставам дека и со фондацијата ќе се тоа 100 како што треба, меѓутоа сепак Многу размислував, стварно ми е најмногу што сум истрчал со тоа од прилика 35 километри, тоа на тренинг лонг ран во недела.
Ама се чувствувам спремно физички, значи премногу имам тренинзи, благодарение на, че поздравам се мојот тренер Игор МС. Да, Игор. Него режи, неговата неделна програма. Не книгувавме на неговата програма ме направи онака спремен и Боже здраве на 2 јули. Која е жртвата што ја правиш сега со храна, со спиење, едно друго, не знам како ти почнува, како ти завршува денот, со оглед на тоа дека за некој ден се почнува со оваа хумана мисија? Па, витамини најмногу, витамин С, магнезиум, колагени за регенерирање на коски, за екнување, навечер банана, урми преку ден, за ручек рижото, нешто, витамински компери. Од ова ќе пробате, тука се имаш од овие. Може тоа, бомбиците да заслади. Само малце ми со правам баланс бидејќи работам и измеѓу така, ама како вика за да си најдеш време за себе за тренинг, имаш, нема алиби тука. Така е. Илена, со фондацијата застанувате целосно за овој подвиг. Дали веќе покажуваат луѓето или можеби компаниите интерес да ја поддржат оваа голема акција, бидејќи на крајот целта е да се соберат финансиски средства за детската клиника и како после сето тоа ќе оди процесот на распределување на финансиите? Дали знаете, дали веќе исконтактиравте можеби со нив, дали знаете што е најпотребно да се купи како апаратура, што ќе биде нели понатака донирано? Вака, целата организација, целата логистика, значи не е едноставна, но за среќа тука се големи поддржувачи што уште кога ја слушнаа за оваа иницијатива дека го поддржуваме Антонија, веднаш ни се приклучија со поддршка, со волонтирање, со донирање, така да за сега се оди како што треба. Со директорот на детска клиника склучивме и меморандум за соработка. Ни беше дадено листа на најпотребни апарати кои што им се во моментот потребни на детска клиника, на сите оделенија, значи не е само за едно оделение, тоа е за сите оделенија. Тоа веќе го имаме, така да сите средства што ќе бидат соберени, а донирањето ќе се врши преку телефонски броеви на двата мобилни оператори што се отворени. Отворена е и посебна наменска сметка, жиросметка на фондацијава, што се вика за нашите мали херои, сите кои што ќе сакаат да донираат можат и на наменска сметка да донираат, а за транспарентноста, за собраните донации и за средства, тоа фондација ИЦ-Бегов до сега го има докажено, значи ќе излеземе со секојдневни анализи детални, колку пари се донирани, колку средства се собрани, ќе има посебен финансиски извештај со детална анализа, ќе биде целосно транспарентно преку нашата веб страна, преку нашите социјални мрежи, така да ќе има и со фотографии пред и потоа колку е, за да на крајот има и до последниот денар за кој апарат е оден, со фактури, со све. Очетни да бидете Да, во време кога постоа за жал и злоупотреби, кога станува збор за вакви донаторски или хуманитарни акции, транспарентноста верувам дека е најважна за голем дел од луѓето, ако не и за сите. Антонија, со оглед на тоа што крајната дестинација е Острог, ја споменавме нели причината зошто е тоа така, ќе преспиеш ли таму? Каков ти е тој план? Многу сакам да преспиам, да го осетам то духовно слободување во себе и таа моќ. Вчера ја зборевме самата дестинација и баш Цеца и јас и кои не споделивме за некои восхитувачки искуства кои што биле токму на Острог и верувам дека поучени од искуството секој во нашето блиско окружување, па и самите лично ние сме имале можеби чест да бидеме и сведоци на некои такви искуства. И велат дека е неверојатно слободување, како што видиш. Па да, а и не е случајно што го одбрав Острог. Ме повикува, едноставно се чувствувам како да манастирот да ме повикува да појдам. Боже здравје, патот е светол, Божи благослов, Бог пред мене, ја по него и полека до Острог. Мислам дека да, ја би се надоврзала овде, значи имаме благослов и од господин Стефан, за неговиот подвиг со една кратка молитва, значи и тргнувањето ќе биде од соборен храм.
Исто така ќе се собереме за да го испратиме. Сега сме во преговори со манастир Острог за таму да има пречек од свештеник со молитва, со благослов за да му се исполни неговата желба. Браво. Какви се оттаму да речем конекциите и велите имате комуникација, но спремни се претпоставувам спремни се за таков подвиг хуманитарен, мислам дека одлично. Јас мислам дека ќе биде и убаво не дека треба да го правиме ние комерцијално ова сега, меѓутоа добро е што медиумски ќе се подкрепи, затоа што јас велам дека секоја хумана мисија на ваков начин кога доживува некаква своја експанзија, експлоатација низ медиумскиот простор, затоа што сме сведоци дека непотребни приказни гледаме постојано, нешто што апсолутно е тотален башибозук. Ова е мислам дека соодветна прилика затоа што некој пат се потикнуваат па и други проекти и вирално се шират некогаш вакви хумани мисии кои што благодарение вам двајца денес и организацијата ќе се случи следниве календарски денови повторно вакви хумани мисии да се случат. Тоа ни е и целта, да се поттикне јавноста, да се поттикне хуманоста кај луѓето, да се излезе добрината на виде. Македонија многу често нашиве граѓани покажале дека се хумани граѓани. Се надевам дека и овој пат. Најмалку знаеме каде ќе чукне оваа приказна и ќе поттикне во нешто. Емотивни се и двете ваши приказни, особено и вашата, Елена. Благодарение на вашиот син, некако веројатно мисијата продолжува на фондацијата, не само ова, и во други различни вакви хумани мисии. Препоставам дека можеби освен ова со Антонио до крајот на годината ќе има други активности кои што фондацијата ќе ги... Да, значи фондацијава секојдневно се инспирира од маргинализираните, да кажам, граѓани на кои што им е потребна помош, така да и нашите проекти и нашите идеи одат во таа насока. Како што знам јас многу често да кажам, во нашава фондација има многу болка, ама има и многу љубов, која што ни е пренесена од ИЦЕ и ние продолжуваме по тој пат за да помагаме таму кај што помошта е најпотребна. Така е. Антонио, дали можеби за тебе после овој голем подвиг следуваат до крајот на годината и некои други позначени маратонски искуства? Па, зборуваме некаде каде што професионално нели ќе се натпреваруваш. Пред се ми е овој подвиг да го завршам како што треба, Боже здраве, после имам пријавив Лјубљански маратон, прв маратон во живото, ама таму ќе бркаме време. Таму за рекорд само да се вратам како жив и здрав и... Ма добре подлога ќе ти биде се ова како психолошка поддршка. Баш голем тест. Да. Ти благодариме многу за споделеното емотивно искуство, исто и на тебе, Елена. Значи, верувам дека, иако нели споменавме, не се тоа не се прави за комерцијални цели, но од друга страна пак преку медиумите треба да допре до многу луѓе, кои што верувам дека дополнително ќе бидат инспирирани од оваа приказна и ќе ги дадат финансиите овде каде што се најпотребни. Се со цел нели да се соберат финансии за да се донира некаков апарат кој што е потребен. Не е потребен само еден, многу се потребни, но барем нешто да се купи, да, ќе биде... Од тука започнуваме да ги направиме промените, како што кажал големиот Махатма Ганди, бидете промената што сакате вие да видите во светот, а не да бидеме нели осудувачи па да го упатиме прстот кон други што правиле или што не направиле во светот. И јас мислам дека во име на вашиот син, мислам дека ова што го правите е уште поголем благодет, а и вистина мислам дека мисијата е одлична и мислам дека ова се приказните кои што треба да се дава простор, внимание и аплауз на медиумот. Да. Ви со среќа, честитки. Само да уште едно прашање, нешто што јас и Елена малку нели го споменавме вчера телефонски. Во моментот телефонските линии се отворени. Направивме ние веќе донација утринава, тоа ќе го поттикнеме, можеби уште еднаш фотографиите, колеги, ако не ви е проблем. Слободно пренесете ги да се соберат финансии секако за универзитетската клиника, токму детската клиника во Скопје. Зали сакаат некои други да го поддржат маратонски? Ви ми рековте дека одредени километри Антони нема да биде сам, ќе трча со уште некои други кои што ќе го... Супер. Да, имам две другарки во најава што се решија да ме пратат до Куманово. Така маратонки исто? Исто маратонки, да. Во мој ги поздравувам и да му се заблагодарам многу што барем во една делница ќе ми колеснат патот, знаеш, друго низ муабетен, но друго побрзо се стасува секаде. А некои други можеби дестинации кај што се како посета и кој како сака слободно, така че да, еве ја тоа ќе кажам да биде апел, да, кој сака може да ни се приклучат, може на втори да
ни се придружат во испраќањето на Антонио. Тоа ќе биде во 7:30 саатот, од Соборниот храм ќе тргне, кој сака, кој може и до вас медиумите, еве. Да. Покана Може, за може. да не... Слободно, проследиме нека ние излезе, видео. ако не може да трча, нека поздрави и тоа. Рекреативното, па и ветеранското трчање да те поддржат секако и Така е, цела... битна е поддршката, така колку имаш поддршка, толку и успехот е се поблиску. Малку е искрено и непријатно верувам. да побараме нешто од тебе, меѓутоа дали во тој период ќе имаш простор некако да те поврземе, да се конектираме Слободно, за може, да има право. Во овие утрински часи кои ќе трчаш? Слободно, да. Тогаш ќе бидеме на линија, можеме јас и Цеце јавно да видиме или Ивано, неважно, ние сме тоа Да, тоа е корпус уште од луѓе. подобра идеја, тама на журирање податците до кај се најде. кај се најдеме, колку имам јавно изминато, ќе Има и да кажеме. возило што ќе го прати 24 часа, ќе биде со него. Така да со преку сите, возилото така со да- контакт договарате, јас стасувам Одлично. тука, се уклучувам во Те живо следиме. Јавно и си договориме да видиме разговараме до каде секако. иде целата Супер. Да. хумана мисија. Еви, Видно од да- мене Среќа еден уште еднаш. Да. апел, Благодарам, ако може, да. за на крај. Како не? Да ги Останува, поканам значи. сите, извини. Слободно, да. Ги поканувам сите да донираат, да бидеат дел од нечија насмевка, од нечија борба, од нечија надеж и од нечија победа. И да го кажам на крај словото, ова емисија е само за нашите мали херои. За нашите Да. мали херои. А ти си Браво. голем херој, Антонио, и продолжи да инспирираш. Веќе јавно договоривме дека ќе те пратиме, пратиме, така да. што со среќа и се да биде онака како што треба, а ќе се обидеме да те добиеме во рамки на самиот подвиг.